Здравствените власти засега не сакаат да се изјаснат за нивните проценки дали е реално во јуни или на почетокот на јули да се одржат парламентарните избори. Објаснувањето е дека се уште е прерано за прогнози со оглед на тоа што иако состојбата со COVID-19 се нормализира, вирусот е присутен. И во однос на изборите, како што кажав, еве и во овој момент сме внимателни во однос на тоа што ќе препорачаме следната недела. Значи ги пратиме бројките, го пратиме движењето и на национално ниво, и во одредени градови и региони, и само така ќе ги носиме мерките. Разјаснување на ситуацијата и одговор на прашањето кога избори, техничкиот премиер очекува од лидерската средба закажана за вторник. Според Спасовски, решението треба да ги има предвид и препораките на здравствените експерти, но и реалната состојба дека државата не може со месеци да функционира без собрание кое е распуштено уште од февруари. И затоа сметам дека ќе има доволна одговорност помеѓу лидерите на политичките партии, ќе учествуваме на таа средба, ќе разговараме и секако јас посакувам да донесеме најдобро можно решение за иднината на оваа држава, за иднината на граѓаните. Опозицијата и денеска повтори дека сака повеќе време од моментот на укинување на вонредната состојба до денот на избори. За одржувањето на избори после вонредна состојба, најдобро е да се почитуваат препораките на Венецијанската комисија. Најмалку 60 дена се потребни после завршувањето на вонредната состојба за да можат да се организираат добри, фери, нормални избори. Додека ВМРО ДПМН би се согласило со избори во првата половина на јули, СДСМ, како што најави партискиот лидер, е за избори кон средината на јуни. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.